која немате кај нас или немате услови или нешто што ние не сме го виделе, и јас прво што забележам кога одам некаде, прво барам каде е зоошката. Так. Навика е некоја, можеби не е убаво да ги гледаме затворени, но тоа е. Тоа е неубаво, ама да ги видите буквално малку во живо, а не да имате некоја представа од енциклопедија или од телевизија. Па и не може, еве нели сме комши. Па и другиот факултет, мислам, земјоделски тука што се факултет за мебел и интериер. Тие работи не можат едноставно, тоа не е теорија, не е право, не е економија, па дури и тие работи мора да бидат практично, некако мора да имаат некоја пракса. Знаете, нема како. Кој период дека го обожувам овој период, кога сега ќе почнат магнолиите да цветаат. Така, Пред факултетите и дворото, и кај нас нели го имам две дрва, мислам дека имаме на факултетот кај нас, а нели на тој потек има многу повеќе. Нема, мислам дека нема нешто поубаво. Нема. И е многу убаво средено потекот пред самиот факултет. Како дворче, нели? Градина некоја. Навистина, не, тоа го пак е тоа до професорите тука што функционирале. Тие си ги знаеле растенијата, па и носеле. Ние пред некој ден, не знам дали тоа било исто во склоп на факултет за ветеринарен факултет, ама таму има еден посет во Трубарево, тој бил порано земјоделско-шумарскиот факултет. Земјоделско-факултетско стопанство. Те баш така. Тоа ние, јас бев средно. Така. Памтивек. Јас бев средно училиште кога тој потек, таа фарма, да речеме, функционираше и тие беа некои огромни, да речеме, не е комбинат, меѓутоа земјиште каде што имате од една страна нели фармата и објектите со фармата. Тука коњи некои се одгледувале, како што ми кажа. Имаше коњи, има таму посебен објект, а другата страна спротивно, каде што е управната зграда нели беше всушност. Тука ви оној потек земјоделското, односно овоштарникот и така натаму. И ние имавме изби, лигавка и шап. Тогаш ние бевме средно училиште и беше забрането движење по нели по фармите. Ова се некои болести предпоставам. Да. Добро. Болестите, нели изби буквално онака. И каде да не носат во средно училиште и бевме во овоштарникот, беревме овошки. Така, нема. Тоа беше доживување, берете овошки, па нешто ќе правите поинаку, да речеме, наместо додите на фарма и знаете како не се умирисуват и како нели нормално деца. Што во цел ден на сонце. Онака тој период супер, така. А праше ги овоштарите дали е супер. Преку глава. Грозија беревме некаде и нели велите на него онака низ и само прв ден ви интересно, меѓутоа втори ден нема шанси, сонце пече, тешко е, клекни станучи, овошките, треба да ги бирате, па не овие, не тие, не, што ви дојде во гајбата. Ама веќе втор ден, Не, тоа е огромна штета, тоа е огромна. Таму, тоа се надоврзавме муабетот за паркот. Таму има стариот арборетум, тоа го подигнале оние старите професори што ги праќале нели од во почетокот на Југославија, таму после Втората светска војна, од горе, од Словенија, од Марибор, од Австрија, што подигале, и тоа е нешто фантастично. Тука има училиште на бара, неистечно езеро, и тука кажуваше професорот по ловство бевме, не знам колку видови на диви шатки тука се гнезделе, прекрасно едноставно. Сега е руинирано, за жал, заради неинвестиции, заради интерни конфликти, ама тоа е нешто многу вредно. Премногу имаше, верувајте, ние кога сме биле, за тоа го споменав, тој период, може би е време после Југославија, после тие воени конфликти што беа, меѓутоа функционирало поинаков систем и поинакво општество. Дефинитивно. И ние кога бевме, одевме на Скопје беше преполно со фарми и објекти, околината, скопската околина имаше најмалку 5 до 7 државни. Они нели сега да речеме незамисливо. Она е свесна, свесни си самите студенти кај нас, немате каде. Значи немате веќе оние големи објекти, големи фарми каде што можете да ги однесете студентите да гледаат како нешто функционира. Веќе скоро се е приватизирано, а тоа што беше нели можноста да учат, да работиме и ние кога сме биле ученици и студенти, тоа веќе не функционира. Па баш сега кога ќе одиме на фарма, како што врвиме покрај патот, професорот само ќе покажи Тоа беше фарма. И баш ни имат раскажувано многу приказни за баш тие фарми таму каде што биле, сега веќе не постојат. Така што има недостаток на фарми, ама се трудиме максимално
Супер. Да. Супер. Мене тоа ми е чудно, на пример. Обично е колешката од медицина, на пример, толку многу слично. Толку различни доктори има за секој орган, за секој ткиво посебен што се вика. Ама никогаш не сум сваќал како може ветеринарите од ветеринарен доктор да биде и за се, и за пудлица, и за конј, и за крава. Ве молам објаснете. Ве молам објаснете. Ова може и лаички, може пресмешно, ама... Не. Тоа е предизвикот на самата ветерина, зашто, нели, учиме како да им помогнеме на сите видови и треба да знаеме баш сите специфичности на сите различни животни. Сепак, сите ветеринари, мислам, сите студенти, сите ветеринарни доктори имаат некоја насока, но сметам дека сепак тоа е всушност комплексноста на нашиот факултет. Значи, треба стварно посветеност и зашто предизвик е да се знаат сите овие сите детали за сите животни. Тоа велам дека клучна е праксата, затоа што како што гледаме и како што посебно нашите професори како што ги гледаме како работат и како ни демонстрираат како се изведуваат некои работи, така полесно ќе ни останат во сеќавање. Праксата мислам дека е клучна и затоа и кај нас после завршувањето на факултетот обавезно е да се стажира за да се види, за да се стекне она искуство, затоа што без искуството знаеме, но не знаеме како да ги примениме работите, така што мислам дека практичната настава е клучна на нашиот факултет. Так. Да, учите, оно што го споменавте, пудлица. Мислам, тоа е и самата гранка ветеринарна медицина. Значи, опфаќа многу животински видови. Нели се грижите пред се за здравието на животните, меѓутоа индиректно се грижите и за здравието на луѓето. Затоа што знаат еве и од медицински факултет дека колку само имаме болести кои што се пренесуваат нели од животни кон луѓе. Тие зоонози, актуелни се, еве го ковидот нели. Изминатиот период, видете, имаме ние кај мачките особено и кај кучињата група на вируси од слично него од короната и така натаму, и знаете како сите ние бевме во контакт секојдневно. Никој од нас, барем јас, еве од моје лично искуство ви говорам, иако имам мачки, кучиња имав, не ни помислив во ниту еден момент да речеме они мене нешто ќе ми пренесат. Значи, затоа и целта можеби и онаа заедничка хумана ветеринарна медицина, нели соработката која што имаат секаде во светот, а и кај нас има доста, да ги запознаете луѓето дека не е секогаш тоа толку страшно. Зошто го говорам ова? Барем јас сум сведок, а мислам дека и многу луѓе беа сведоци изминатиот период да многу домашни меленици беа на улица. Од стравот, од стравот, од типот страв да не пренесат некак ковидот да не фатиме. Нели да не се разболиме ние од короната или од ковидот. Преку куќата. Преку милениците, нели, преку животните. Имаше и стати, верувајте, мислам, имаше истражувања, не е само кај нас ова во Македонија, говорам општо. Нели, луѓето се најдоа во некоја паника општа и така натаму, и затоа она што го говорите, знаењето е многу важно. Како ќе почнат од самиот почеток да студираат студентите кај нас, самиот концепт на студиите, нели на почетокот имаме општообразовни, предклинички предмети и така натаму, каде што говорејќи од страна на студент сега, мислам, верувам дека можеби колегите и ќе се, нели повеќето од кај мене и професорите ќе се согласат дека учите основа. Во ред, значи, во ред. До трета година самите студенти учат основата. Јас верувам дека на повеќето име нели можеби монотоно, неинтересно, незабавно, но голем број на колеги ве тргнувам од себе, од мојот студиум кога ние сме учеле ветеринарна медицина, затоа што тогаш беше во рамките на поделени беа, имавме предавални на земјоделски факултет, па дел на факултетот за ветеринарна медицина и така натаму. Сега малку многу поинаков е концептот. Така. И знаете да ги насочите студентите од самиот почеток да им кажете дека тек допрва интересното всушност тој ветерината ќе следи. И тоа е она што од трета година веќе започнуваат со дел од клиничките предмети, па нив им е интересно бидејќи гледаат она што велите различни видови животни, па почнуваат со дел од предметите во трета година изучуваат, па и бројни заболувања, поделби, како функционира самиот систем, анатомијата од самиот почеток од прва година изучуваат и веќе имаат некакви бомбастични сознавања додека стигнат нели до она што каже и Бојана до четврта, пета, односно
5-та или 6-та година кога започнуваат со праксата, кога што веќе тука оној момент каде што е баш ветеринарната медицина. Е сега каде одат и каде се насочуваат, оно што спомена Бојана, во помалу и поголема мера секој знае. Ако знаете кај мене во мое време, веќе го кажам како поим, како термин, можеби не звучи убаво, меѓутоа ние кога студиравме, јас знам од самиот почеток кога се запишував. Одев средно ветеринарно училиште, бидејќи јас сакав да бидам доктор по ветеринарна медицина. И толку, за мене не постоја, веруете, ниту една друга струка на светот. Навистина. Да. Знаете како убедени ве убедуваат повозрастните, фамилијата, членовите, соученици. Да. Во смисол, гимназија, нели, да учите средно гимназија за да се насочите понатака. Демек фаза ќе пројде. Имав една фаза на пилот, ама така, беше многу кратко, што можеби тогаш јас бев баш на оној момент кога беше војната и распадот и кога го доживеавме сето тој момент ние како тинејџери и деца, а возрастните сметете родителите многу повозрастни, многу потрагично го преживеа, нели нормално тој момент сме живееле во нешто многу поинаку. Да. И од самиот почеток велам јас ќе бидам ветеринар, доктор ветеринарна медицина и одите тогаш тоа време. Сега е веќе изменато, морам да признам и Бојана ќе ви каже. Како тоа е струка за машки? И јас тоа го, затоа и кога се договориме, кога сватив дека ќе имаме две жени од факултет за ветеринарна медицина, добро викам интерес. Па мислам дека веќе тоа може да се смета и за застарен метод, зашто веќе на нашиот факултет преовладуваат женски студенти. Женски? Преовладуваат? Преовладуваат, да. И не само кај нас, мислам дека и на глобално ниво. Еве, например, сега пред скоро, во јануари, бевме на размена во Полска. И тоа беше една програма за внатрешни болести на коњи. Така? Баш коњи, големи животни, немаше ниту едно машко на програмата. Навистина. Ниту едно машко. Бевме само женски единки. Значи немаше... Многу интересно. Немаше никој. Значи не беше специјално само за женски. Не. Беше за ветеринарни доктори. Општо на факултетот, еве, баш во Полска, огромен факултет. Огромен со не знам колку згради. Да. Главно женски тоа е беа. просто незамисливо и за нас. Задутре треба додам за Чешка на еден надпревар помеѓу шумарски факултети. Тоа е незамисливо. Додуша кај нив е комбиниран, нели, шумарски факултет со дрвна технологија, 1300 студенти имаат во Брно. 1300. Видете, и кога говориме на глобално ниво или така натаму, и па и да ги земеме факултетите во ветеринарните факултети во регионот, бројката на студенти е многу поголема од кај нас. Затоа што самата држава и капацитетот, да речеме, на факултетот, капацитетот на нашата држава е толкав, каде што вие имате некаква пресметка што понатаму со студентите кои што ќе завршат. Она што го има, да речеме, на нашите факултети, блиски факултети во регионот со кои што имаме многу блиска соработка, подпишани се билатерални договори за размена на кадар, за размена на студенти, доаѓаат визитинг професори ни доаѓаат. Значи не само од регионот, меѓутоа и пошироко, бројот е многу поголем. Меѓутоа земјата нуди многу повеќе. Но она што ќе земам Хрватска за пример, како земја еве да речеме од регионот во Европска унија па и Словенија, они па од друга страна што велат, они имаат голем број на странски студенти што доаѓаат кај нив да студираат, а бројот на студентите кои што да речеме беше борба за места 1:3, 1:5 за едно место, да речеме во однос на рамките на редовно запишани студенти, е многу намалено. Студентите се повеќе, да речеме, иако и од регионот параат од скочна даска додат понатак, додат во Европа да студираат. Дури и кај нив. И оние кои што дипломираат, бараат да работат нели нормално. Надвор сега, тој е трендот. Да. Сите го следат тој тренд на некој начин, може не звучи убаво, искрено. Не звучи примамливо, можам да кажам, меѓутоа сите се трудат на некој начин да имаме од една страна да имате студенти кои што ќе ги помал број на студенти кои што ќе ги усовршите, можам да кажам да бидат буквално на ранг на студентите кои што добиваат знаење на европските, да речам, факултети во помало и поголема мера, нели колку што овозможува, и
од друга страна да им овозможиме на нашите студенти, оно што спомена Бојана, размени, следење на настава на факултетите кои што се надвор, значи рангирани или ЕЕВ акредитирани така натаму, здобивање на искуство и сето тоа да го применат кога ќе дојдат назад кај нас. Затоа што видите, мислам, не говорам сега само за нашите студенти на нашиот факултет, говорам општо. И вие сте нели студент, знаете како е понатака, што следи со работата, колку ќе биде лесно или тешко да се снајдете, да речеме во она поле кое што сте студирале, да се усовршите, да го работите тоа што сте го студирале. Прилично е тешко. Не е толку едноставно, меѓутоа од друга страна па позитивно што е кај нас. Значи говорам како да речеме факултети со регулирани професии, со тоа што студентите можат да се охрабрат, односно веќе дипломираните со искуства, па работат, да речеме, мала пракса. Оно што споменавте каде се насочуваат, има од сам почеток знаат дека они би работеле пример голема пракса, иако се женски. Така, што значи тоа? За работа со фармски животни. Аха, големата пракса би се да речеме оние нели фармски говедо, овци, кози, па коњите нели од еден аспект да ги земеме. Кои што кај нас па се недостаток, можам да кажам, на доктори по ветеринарна медицина од потесните области во однос на големите животни. Мала пракса имате се почето. Затоа велам, они можат да бират голема пракса, мала пракса. Имате, да речеме, не знам, предпријатија, веледрогери, дистрибуција на лекови, лаборатории. Опсегот каде што би работеле е прилично поголем, не е тесен. Значи во однос на нивниот завршеток, нели после студиумот кој што би. Има ли некакви соработки, например, со зоолошката градина, со некои такви институции? Да, има и во 6-та година ние имаме пракса баш на фарми, во клиника, значи во лаборатории. Дел од нашите студенти избраа да стажираат во зоолошката и имаја баш интересни ситуации. Мислам дека тогаш се роди првото тигарче и баш нашите студенти присуствуваја. Белиот тигар, да. Или лавчиња, да. Не беше тигарче, белите лавчиња и беше баш фасцинантно. Среќни дојдоа. Мајко мила, обош отвори таа тема. Дедо ми чува крави, се уште свињи, мислам, јас сум од село, тука од Скопско Кадино. Јас еднаш сум присуствувал на телење на крава. И тоа е такво искуство, прекрасно, да го посведочиш тоа создавање живот, тоа е непоимливо. Непоимливо е навистина. Јас ви кажував сега, скоро споменавте, како факултет, значи одиме, оно што ви споменав, бараме да се насочиме кон европските стандарди и се стремиме да ги достигнеме и во поголема или помала мера или нормално успеваме во сето тоа. Со тоа што подпишавме бројни оние договори, да речеме, не само со факултетите од регионот што ги споменав како билатерални, имаме договори со ветеринарните амбуланти, клиники во Скопје, меѓутоа и во поголемиот регион или од нашата земја, бидејќи дел од колегите со кои што имаме, па сме соработувале на било каква основа, дали од лабораторија носеле примероци, дали кај нас доаѓале нели за домашни миленици. Така. Имаме со нив многу соработка и зоолошката нели еден од примерите кои што имаме, да речеме, и со дел од факултетите. Па нашите студенти одат и во на, да речеме, како што спомена Бојана, праксата која што е во последната 6-та година, меѓутоа и во текот на самиот студиум бираат самите студенти каде би оделе, во кои амбуланти, што јас лично ги поттикнувам и сите наши колеги во смисол да видат различни искуства. Бидејќи, да речеме, нели, имате разлика од начинот на работа кој што ние го работиме, јас конкретно од мои колеги кои што се тука кај нас, помеѓу студентите верувам, нели, кои што го имаат, и така да искуството кое што ќе го земат од сите овие места каде што би одело они на пракса, на телење, оно што го споменавте, е многу убаво и голема и секој различно го користи, го канализира сето тоа понатака нели во животот. И јас присуствував како ученик во средно на телење и баш нас ни се погоди една недела да имате на фармата каде што бевме 3 крави, 3 телења. И знаете моментот дете кој, мислам, споменавте од село, нели? Дете од тука што не видело крава во живот и не ги одите на фарма и сега го гледате телето, сотели кравата,
и нели среќни сите ние околу него, тогаш немате мобилни телефони, историто да го поставите некаде, ниту по било каков телефон, тоа ви е врежено вас во меморијата и љубовта и чувството што ви е родено тогаш таа трае. Кон секој. Што да речеме, тоа сега го говорам, можеби нели ние исполнети од ветеринарна медицина, меѓутоа секој во својата струка, дали драмските уметности, дали музичката академија си го носат пасијата и љубовта кон она што го учат, хуманата кој да е. И знаете, на моментот го земаат телето и го носат во јаслите. Веќе толку беше. Контактот на мајка се прекинува. Доаѓа реалниот свет. Реалниот свет со плачење до дома, во смисол го земаат детето од мајката. Знаете, тешко е да го процесуирате тој момент додека сте тамо. Меѓутоа со тек на време и тоа, затоа им споменав. Да, зашто тоа сакав да се надоврзам на разговорот, значи општо кога ќе прашате некој студент зошто се запишал на ветерина? Да, како што јас ќе те прашав тебе. Да. Одма, значи има еден клише одговор, љубовта кон животните. Така. После тоа се надоврзуваат други работи, ама главно љубовта кон животните. Да. Но главно сега во овај период, вака како што имам разговарано со студенти, главно се насочуваат на мала пракса. И кога ќе дојдат баш и во првите години, прва, втора година немаме контакти со животни. И веќе кога ќе дојдат во трета, четврта година, тука е клиниката и сите ентузијастично продолжуваат да напредуваат со студиите. И јас бев една од нив. Значи јас бев баш за мали животни повеќе насочена, зашто си викав за големи животни. Не знам, самата помисла да правам ректален преглед, па пораѓај, па едно, па друго. Ми беше незамисливо зашто нема видено такво нешто. Но са во четврта година, освен клиниката, значи, мислам, тоа се почнува уште од трета година, ама ние со короната немавме пракса, па во четврта година, кога започнавме и да одиме во клиника и да одиме по фарми, ми се разви желбата и за големи животни, особено морам да го напоменам професорот. Значи, стварно ни разви една огромна љубов кон фармата и кон и општо праксата со големи животни. Значи, и беше фасцинантно. Браво за храброста, искрено, одлично, браво. Тоа е многу важно, некогаш многу зависи од професорот. Значително многу. Колку што професор може да те приближи или да те оддалечи од одредена материја, никој не може. Можам да кажам дека кај нас на нашиот факултет, нашите професори се... Тоа е предноста на факултет со помалку студенти. Значи имаме стварно еден близок однос, и ни излегуваат во пресред за консултации, за насочување, за пријателски совет. Значи стварно нашите професори се изванредни. Хубаво е да се слушна. Видете, мислам и од оваа страна како професор, како наставник, како асистент претходно, оно што го говорат малата група е предност. И во стикот на самото студирање. Значи, предност е од аспект да имате простор да се посветите кон студентите, да подготвите материјали, да им одвоите време. Дури кога имате помал број на студенти, знаете, повеќе прашања има. Кога е голема група на студенти, знаете како имате предавање, тргнувам, ние имавме, имате предавање во еден амфитеатар и сега гледате на часовникот кога ќе заврши за да си одите. Искрено. Нели во тоа време тогаш така за да завршите, затоа што не беше вака конципиран самиот студиум, нели. Меѓутоа желбата останува. И желбата за праксата и тогаш сме ја имале, нели, нормално. Меѓутоа кога имате помал број на студенти, нели се организирате и со нив во однос на наставата. Они бараат веќе самите од нас. Еве ги, јас ги гледам години наназад, како се вели кога имавме, нели ги договаравме претходно, со одите со полна, да не кажам она условно кажано ратна опрема од типот на нели инструменти, кути, не знам, стетоскопи, лекови, се што монитори за витални функции сме оделе на клиники, на фарми, за да ги носиме да работиме, нели тогаш. Меѓутоа голема група. Они први трчаат и ви велат што треба јас да носам, што треба јас да земам. Супер. И знаете онака гледате, а сега ги гледаме конкретно, еве да речеме, нели од аспект на универзитетската ветеринарна болница, односно клиниката, нели што говориме ние,
да немаат они настава или имаат простор помеѓу предавања или нешто немале можност дали наставници дали они имаат простор да не чекаат голема група. Така. Велат ние ќе дојдеме во болница. Ние ќе дојдеме во клиника, ние сакаме тука 1 час, 2 часа ќе поминеме со пациенти. Ќе дојдат нели до наставниците да се консултираат со нешто, дали за теренот, дали за наставата. Самите студенти бараат да имаат повеќе пракса. Так. Самите студенти го бараат тоа и го изискуваат тоа буквално од нас, затоа што на крајот на денот тоа е најпотребно. Оно што велите, различни видови животни, различни искуства, различни диагнози, различни болести и они го бараат тоа за да бидат подготвени на крај на ден. Имаме достапност на интернет, форуми милион, читаат нели достапни информации до нас што бараат новитети, бараат нели одговори на сите тие прашања на некој начин. Да, се поттикнува, таа достапност на информации дурите значително ја поттикнува работата на професорите во голема мера. И така треба да биде. Навистина. Значи, верувајте дека така треба да биде, не можеме да заостанеме ние во некое ниво, на некоја линија до тука. Од се оди напред, не оди само медицина, ветерина и така натаму, се ви оди напред, има новитети, има нови истражувања и затоа ги поттикнувавме. И овој момент, оно што го спомена Бојана, значи и за нас е многу убаво искуство од типот да сме ние вклучени во во некој проект кој што е размена на студенти со ветеринарниот факултет во Полска, во Вроцлав. Така. Не вклучија нас, тоа нивната национална агенција. И сега имате да од група од 30 интернационални студенти, од кои што 20 се нивни и 10 се интернационални, значи нашите студенти пополнуваат апликации и нам ни го споделуваат. Повикот ние ги бираме, пуштаме повик до студентите, нормално до студенти кои што ги слушале тие предмети. Затоа што не е, знаете како да пуштите некој студент да слуша, не знам, оно што спомена Бојана, болести на коња е прва година што нема. Тој студент може утре рано му е. Друго е на оној студент кој што веќе слушал и се надоградува. И тоа искуство веќе е трета група ќе оди сега во повикот се уште трае. Ние не знаеме, немаме ништо во однос на тоа како ги бираат студентите, стипендирани се од нивна страна. Значи добро е тоа што добро е, дури нашиот факултет исто излегува пресред во типот на различни размени, ЦЕПУС, Еразмус, се што има достапност, договори со работки, не знам, ветеринијади претходно имаше. Пробуваат сега и нашите студенти да го заживеат тој момент на пред короната што беше, затоа што беа страшно активни, страшни размени се случија во тој период. Има бројни презентации на трудови некаде по семинари на ниво на студенти, меѓутоа и на многу повисоко ниво каде што и ние како факултет студентите како се ги побарува од нас ментор како професор. И нели вие го водите, изработувате труд, студентот си го презентира на некаква научна конференција што беше многу убаво искуство и за нив и за нас. Награди добива, знам дека чуваат они кај ниво, нели го имаат споделено самите награди, така да самиот проект што е сега тековен и многу е добро што они ги имаат и искуства. И мала бројка, поголема можност да ротираат, поголема можност да учествуваат во сите овие настани, да не ги речеме од овој аспект. Многу непосреден е контактот. Тоа е околу наставата е многу важно, многу е важен тој контакт, особено. Има само една насока, така во прв циклус. Ветеринарна медицина, ние сме прв и втор. Бидејќи се регулирани професии заедно со медицината, се прв и втор циклус студии, затоа што тоа ви се пропишани согласно регулативите на Европската унија да мора да траат студиите најмалку 5 години. Значи, од секогаш било, никогаш ветерина не била 3 години или 4 години, секогаш била 5. Меѓутоа трендот се стреми на 6. Затоа што секаде во светот одат на 6 години, од типот да предметите на некој начин ги концепирате да имаат повеќе пракса и 6-та година слушност да ви биде само пракса. Пракса од различни области, дури екзотите се веќе вклучени во предмети надвор. И ние ги имаме како изборен предмет, мислам, меѓутоа надвор се вклучени екзотичните животни, што ние, знаете како, и за нас и хрчак е екзотично животно. Морско прасе и хрчак, значи од аспект на како се вели, нели, располагањето на средствата, на
да речеме, нели, материјалите кои што ги имате, кои што ги изучуваме и студентите, и тоа е за нас, нели, екзотично животно. Меѓутоа се стремиме и нормално има собственици што си ги чуваат како миленици и ги почитуваме и затоа што и тоа е миленик. Ако е екзотично животно, тоа е миленик. Да, навистина. Јас не можам да разберам, ама окей, поред јас немам миленици, затоа зборувам. Треба да имате. Кажете ми Бојан. Да. Јас, еве, од лично искуство, моите дома, живеев во стан, мачка нема шанси, куќе нема шанси. Исто. И јас, упорна, секој ден со различно куќе дома, секој ден со различна мачка. На крајот сепак им наоѓав дом, не ме оставаа да го чувам дома, на крајот сепак им најдов дом. Не ги оставав никогаш на улица. Бев на некој начин фостер за да се вдомат понатаму. И во средно, веќе поодговорна станав. Така, добро. Им одржав презентација. Зошто е добро да се чува мачка дома? Значи, PowerPoint презентација. Мамо, тато конференција имаме утре вечер. Зошто е добро да се чува мачка дома? Така. И некако... Кои аргументи им ги даде? Дека многу позитивно влијаат на домот, дека носат мир, дека љубовта ќе има љубов во домот, сплотеност, значи многу добра презентација им направи. Те избркаа од дома или не? Не. Почнаа тука да размислуваат. Дали може или не. Јас видов тука лабаво и веќе почнав да си гледам мачки. И така во средно си вдомив мачка и од тогаш значи многу добро, многу. И најчесто таткото е тој што нејки да има мачка во домот, на крајот татко ми и мачката се неразделни. Се најдобри другари. Тука има и сигурно некој еколошки аспект. Но мислам знаеме за тие акции околу рисот во Национален парк Мавро, па потоа нели болестите кои ги носат дивите свињи и така натаму. Сигурно има тука и некој аспект. Соработува ли факултетот со тие еколошки друштва, како МЕД, например? Имаме подпишано и да ви кажам договор, мислам, со еколошкото друштво, сега да не ви излажам. Така. Меѓутоа и со доста други организации, кои што, да речеме, од нас изискуваат бројни испитувања, стручни мислења, значи нашите колеги професорите, стручните соработници, значи сите колеги кои што во помал и поголема мера придонесуваат во испитувањата и истражувањата на сите тие материјали што се доставени до нас, имаат соработка меѓу себе. Така да на голем, мислам, на она што вели на крај на ден имаме што имаше некој од еколошко друштво, некакви птици, имаше некој, да речеме, не знам сега, помор, нели ги земале, па баре испитувања зошто се, дали се отруени, дали од некакво заразно заболување. Имате достапност, нели, што имаше и мечето, мислам дека беше некој мече што најдоа некаде, не знам. Па често носат и материјали за испитување од МЕД на факултет, ФЕЦ за испитување на паразити, па и други материјали. Знам дека од рисовите многу често носат, од лисици, за свињите, за дивите свињи обавезно, значи се носи, имаме соработка, мислам, со МЕД, баш и сега имаше нешто, мислам, организирано за труењата од страна на МЕД, ако не се лажам, не сум сигурна, и кај нас од факултетот присуствува многу голем дел од професорите, така што... Тоа сега скоро беше, мислам, некоја трибина има. Како се вели, вклучени се во помало и поголема мера, значи можам да кажам буквално сите колеги, сите лаборатории стојат на располагање во однос на испитувањата кои што се дали од еколошкото друштво, дали од останатите организации, онака, па и приватни, значи собственици кои што ќе дојдат без разлика, индивидуално што си чуваат животни. Бидејќи имаме, видете, има бројни катедри, не само лаборатории, значи на катедрите ви функционира нели наставниот кадар кој што од различна област ги споменавме, нели рисот имаме болести, да речеме изучуваат болести на дивеч, болести на риби, пчели и така натаму, значи во 5-та година. Тука ни се Тука и пчелите влегуваат. И пчелите, да. Навистина? Да. Во 5-та година јас моментално ги слушам тие предмети сега. Има поделеност така на катедрите во основа на тоа дали е инсект, дали се работи за дивеч, дали се работи за големо, мало?
зависно, знаете... Како се поделени катедрите? Може би... Во моментот на самиот факултет функционираат 3 института и Универзитетската ветеринарна болница како целини, како единици. Така. Секој институт, значи, за себе има вклучува поголем број на катедри. Во моментот, значи, дали станува збор за Институтот за храна, каде што тука се нели хигиена, технологија на храната, безбедност на храна и така натаму. Имате и другите катедри, катедрата за хемија е вклучена тука и така натаму. Потоа имате хемија, биологија на клетка, имате во ветеринариот институт, ви се да речеме повеќето кои што се насочуваат кон заболувањата, дали е микробиологија, паразитологија, имате визуелни диагностички методи, патолошка морфологија, патолошка физиологија, катедрата за болести на риби, пчели, дивеч, ви е вклучена тука. Понатаму во како се вели во Институтот за репродукција и биомедицина се всушност сега не е вклучена катедрата за ветеринарна хирургија, катедрата за репродукција, е вклучена функционална морфологија која што опфаќа повеќе катедри. Така да различни се, мислам, во помала или поголема мера некои изостави, значи да не ми се налутат. Така да секоја катедра си има нели своји предмети кои што ги предава, ги изучува и така натаму. Дел од катедрите се вклучени во лабораториите, кои што секоја катедра си ги има дали за секојдневна, значи за применувачка апликативна дејност и така натаму. Универзитетската ветеринарна болница пак вклучува колеги од катедрите, од клиничките предмети кои што се вклучени во однос на нели за да изучуваат и нашите студенти, а при тоа нели сме и достапни за кон сопствениците на домашни миленици. Така да различна е поделбата и секој си има буквално насока каде го исполнува своето нели работно време, односно своето знаење. Во рамките на факултетот практично и лабораторијата каде што се испитува квалитетот на храната за цела држава, така. Да. Тука имате поголем број на лаборатории кои што се вклучени токму во Институтот за храна. И катедри и лаборатории кои што се за тоа. Значи бројни колеги се вклучени таму. Дали за нели од микробиологијата, од испитувањето на млеко, на квалитетот на производите, виното, медот. Значи не помалку важни месните производи и така натаму. Да. Многу интересно. Јас сум без зборови сум просто. Дали мора некој на пример да учи, не знам, ПМА, ПМБ во средно за да одлучи да се запише на овој факултет? Мора ли да има некое предзнаење, дали е тежок факултетот? Јас ги кажам од моје време, ама ќе остава прво на Бојана. Така? Не сум сигурна како одат регулативите, ама мислам дека тие што имаат ПМБ завршено се имаат поќе поени или не? Може би сум грешка. Имат, знаете како по конкурсот нели што се за сега немавме, на времето имаше приемните испити кои што беа и имате предметите кои што се нели нормално согласно конкурсот кои предмети се задолжителни. Државната матура и така натаму. Така да тогаш имаше малку поинаку беше ние кога учевме и имаше приемни испити и морате тоа да речем од аспект на лесно или тешко. Нели сега ако говориме, јас бидејќи Бојана мислам дека не е насочена од гимназијата? Да, јас сум гимназија, завршив на природно-математички Б, така што од мој аспект изучувањето на биологија, хемија веќе ми даде некоја основа за понатаму. Имавме и колеги кои што не беа од гимназија, значи буквално имав колега кој што доаѓаш од некое техничко училиште. Се одлучил за ветерина и е предизвик во секој случај за мене што сум имала некоја основа. Сепак кога ќе дојдеме на факултет ние изучуваме веќе на некое повисоко ниво работи, подетални. Така што е предизвик, ама се исполнува со труд, со работа, со учење, се постигнува во секој случај, како што споменав, тука се и професорите на располагање за консултации, така што многу ни помагаат во тој процес на учење и стварно ја развиваат желбата, ми се развива желбата за понатаму да осознаваме работи, така што е тешко, е предизвик, но стварно доколку се сака ветерината да се научи. Мислам дека и самата таа помисла, јас кога ќе завршам на факултет, треба да им помагам на животните, значи јас сум одговорна за нечи живот. То нас не потикнува да учиме работи. Не, стварно е некој
поттик постојано да сознаваме нови работи, да читаме нови работи. Особено и нашите професори постојано не поттикнуваат да читаме научни трудови за нови откритија во науката. Зашто книгите реално можат да бидат и застарени, некои методи да се застарени, особено терапијата на пример кај животните, ќе ја споменам, затоа што многу голем дел од антибиотиците кои што се користат кај животните веќе се имат развиено антимикробна резистенција од преголемо користење. И се осознаваат некои нови работи. Постојано треба, динамична е науката, зашто постојано треба нешто ново да се воведи за да функционира нештото, како да кажем, идеално. Така. Знаете како, јас па сега затоа споменав Бојана од гимназија, она што споменавте, дури сега мислам дека минатава година дека имаше ученици кои се конкурираа всушност и да се запишат од средно уметничко. Но вистина. Да. Има нели сега бидејќи имате нели проектни задачи, нешто дека имале фотографија или нешто така, мислам има. Затоа што јас она што говорам нели она што вели Бојана, кога сте во гимназија, како нормално е, веќе трета, четврта година кога ќе дојдат како ученици, дури тогаш ги осознавате желбите ваши, значи како ученик за еден студент. Каде би се насочиле, нели гледаат самите ученици гледаат што е од една страна ќе видат која е желбата пред се. Така. Која е можноста на самиот ученик, нели дали станува збор за некој од надвор кој што не е од Скопје или да речеме не знам за можноста што понатаму како изискува во однос на времето, затоа што сепак кога студирате ветеринарна медицина често пати имаме да речеме особено во првите години каде што они остануваат и подолго време на факултетот, исто како дел од другите факултети, изискува практична настава која што ви е подоцна да речеме. Или да речеме кога имаат нели во повисоките години каде што мора да одиме на терен. Теренот знаете како они знаем, мислам и ние, а и студентите нели сега се подготвуваат за терен како за екскурзија. Знаете од кој аспект го говорам, за тоа ви е доживување. Ние знаеме дека одеме на терен. И јас истото го имав и нели кога бев како асистент, помлад асистент. Одите нели, вие имате работа, меѓутоа знаете дека тој ви е целодневен ден. Односно теренската настава вие дека вас задолжение вие стигнувате, не знам, дали станува збор за амбуланти или не знам за фарми, имаме агенда што ние тоа ќе го завршиме таму. По завршетокот, меѓутоа знаете потоа оди дружењето. Неговиот ден во однос, во однос на апсолвирање денот како ви поминал, они пишуваа да речеме претходно и како работни тетрадки што направиле. Супер. Значи они мора да го евидентираат на крај на ден тоа што го поминале таму во помалу и поголема мера. Дури да речеме дел од професорите кои што беа вклучени имаат навик, значи знаете како ги имате навика да ги спрашувате иако на терен, меѓутоа ги спрашувате од типот на од прва година. Знаете како од она поими не знам. Од првиот поим, Да, затоа што истото тоа што се соочувавме ние знаете нормално. Студент како студент се срами да не каже нешто погрешно, па нема да каже, па ќе се крие. Во наше време, мислам, нели јас кога бев, па ќе видите, сите ќе се криеме, ќе дојде професорот и вие се криете да не ве праша и он само тој ред, таа блуза, таа клупа, тоа. И знаете сега, од тој страв, меѓутоа, затоа велам, теренот на крај на ден, значи знаат дека они ќе бидат цел ден тука. Сега, сите идни студенти кои што би дошле, треба до некаде да знаат што ги очекува. Не е, како што спомена Бојана, ниту еден факултет не е лесен, да се разбереме. Да, апсолутно. Ниту еден факултет, ниту едно средно училиште. Ние што може би ќе кажеме, тоа ли? Нели го имате често пати, верувам дека се среќаваме секој дневно. Знаете, мислам, на времето кој ќе кажевме, нели ќе ве прашаат вас, сега можеби не е толку, не можам да кажам, меѓутоа мене како студент и нели велат се запознавате, излегувате навечер. Каде учите, каде студирате и нели вие велите ветеринарна медицина. Ајван доктор. И знаете како тоа звучи на студент кој ќе му го кажете, тоа е поимот што е застарен од времето. Јас верувам дека можеби вашите дедо баба или некој се сретнал со тие поими. Ја ова го немам чуено, искрено прв пат го слушам, ама страшно. Не знам дали го користат се уште. И вам кој ќе ви кажат и сега вие прво не знаете што значи. Второ, можеби се чувствувате навредливо, меѓутоа тој поим
од времето, не како за докторите Еким што го слушаме во македонски народни приказни. Да. Тој така знаете онака имате некоја пречка, па зошто, па како, па имаш онакви некои термини, поими, ден денес верувам дека ги користат. Меѓутоа, со тек на време, за тоа велам, ниту еден факултет не е лесен. Да. Кој да одлучи треба да знае предизвикот што го следи. Меѓутоа, од друга страна, убавината што ви доаѓа во текот на студиумот, за било кој факултет. А за ветеринарна медицина боја нешто вели кога ќе дојдете веќе 4-та година кога имате контакт со сопственици. Па тој сопственик треба нели комуникација да имаат. Па треба да му објасните на сопственикот дека нели добар ден, ќе дозволите студентите да дојдат и сега повеќето сопственици значи немаат она страф или некаква одбивност од типот да знаат дека имаме тука студенти кои што учат, кои што треба да видат, кои што можеби треба да ги прашат. Меѓутоа и самите студенти знаеме пред било што да се случи, значи во однос на тоа и ние им објаснуваме во смисол, нели, повнимателно или ако имате прашања, ќе ги поставиме, меѓутоа ќе видиме со нив. Комуникацијата ја развиваат, начинот на разговор, како е поставеноста. И нели имате она што велите, телето ќе го споменам од самиот почеток, ќе имате нешто поинтересно за работа, па прв пат ќе сретнете, не знам, некој вид на живот, нели да речеме ќе се сретна со некоја раса што кај нас ја нема. Ја имате само нели на слики некаде да ја видиме или на календар некој всушност. Тоа е убавината што студентите ќе започнат, односно ќе почувствуваат веќе после 3-та година. Они на почетокот се уште, затоа велам оние основните базични предмети кои што допрва се вовед во она што ги следи нив во однос на самата наставна програма е на самиот почеток. Е тежок, морам да си признам и да им кажам на нив, меѓутоа колегите наши, ја верувам дека и Бојана ќе се сложи со мене и студентите дека веќе правиме ние како наставници да речеме наоѓаме некакви модуси да им биде поинтересно, да ви биде подостапно. Почнувајќи да речеме и од анатомија, биологија, хемија, биохемија, самите професори бараат начини на нив да им објаснат попластично. Знаете, поедноставно, посликовито, зашто веднаш тоа ни влегува на крај на ден во главата, на сите нам. Ние, еве сега, по втор пат, не знам, и Бојана и другите студенти веќе почнавме, набавивме, да речеме, надгледни средства, тоест наставно-образовни модели, да ги кажам, кои што студентите имаат можност да вежбаат од типот на земање на крв на модел, не на животно. На вистина. На модели, да речеме модели на раце, на предни екстремитети, задни екстремитети, да интубираат глава. Да, имаат модели, сега пробуваме да набавиме уште некои поголеми модели за да можат, затоа што одиме го водите оној момент да благосостојбата на животните е пред се, да веќе секаде во Европа па и во светот не се дозволува работа на живи животни, односно да вежбаат на живи животни. Под надзор и под менторство да, меѓутоа самостојно не, затоа што нормално и како собственик нема да дозволи некој да дојде. Друго е прегледот, меѓутоа друго се некои поинвазивни методи. Да, апсолутно. Така да и они веќе имаат можност и сега гледаме ние нешто да им направиме, да им подготвиме да е поинтересно за нив. Да може да им биде достапно да вежбаат. Да е квалитетно, сакам да кажам да се исполни целта на наставата. И тоа се интересни се. Не, слободно. Особено тоа сакам да го напоменам дека во прва година доаѓаме, не знаеме што се случва на факултетот и тие модели, значи, баш така сликовито ни го олеснуваат учењето на анатомија, зашто во прва година доаѓаме и се сретнуваме со анатомија, што треба многу латински имиња да научиме, значи многу поими, тоа е многу учење за наеднаш и баш тие модели многу ни го олеснуваат тој процес, затоа што можеме сликовито да видиме како изгледа, не на памет учење, значи го гледам и ги покажувам анатомските обележја баш на моделот. Многу интересно. Тоа ви се неопходни средства кои што ќе помагаат студентите полесно да ги изучуваат предметите. И полесно едно по едно веќе друго е на крај кој ќе дојдат имаат некаква представа. Че мора да веруваат, првите 3 години ќе биде малку тесно, ќе биде малку проблематично, ама мора да ги издржат сите зезања, сите ајван доктори, сите. Со тек на време, еве на пример тргнувајќи од мене, како што рече професорката,
кога мене некој ќе ми рече шајбан доктор, јас се навредував, значи, тоа ми беше зошто мене некој така да ме вели, ама како со тек на време, како се напредуваат студиите и како изучувам нови работи, јас истекнувам и доверба сама во себе, затоа што се надоградувам, и само ќе ги поправам. Доктор по ветеринарна медицина. Тоа е тоа е, да, на крај на денев всушност титулата која што студентите ќе ја добијат на крајот на својот студиум и искрено како и секоја друга титула треба го со гордост да ја носат. Да, апсолутно. Значи од нашиот факултет е доктор по ветеринарна медицина, што можеби знаете, ќе кажеме бомбастично звучи, меѓутоа треба навистина да знаат дека тоа е она за кое што се стремела и во тие 5,5 години додека слушала и уште нормално верувајте затоа што никој не завршил, ретко кој завршува во рок, посветеност и така натаму, меѓутоа имате и да речеме студенти кои што се навистина добри, навистина вредни, кои што учеле, меѓутоа едноставно знаете како учат комплетно, не е кампањски што би рекла ние. Сега имам испит па ќе научам. Постапно со разбирање. Постапно и они да речеме го знаете на темелно. Така да студиумот не е само 5,5 години слушање, да се разбереме него од сам почеток, да не се уплашат студентите, идните студенти кои што би дошли и оние кои што се сега во моментот кај нас, плюс рачунете уште 1 до 2 години. Во помала или поголема мера, во однос до дипломирањето. Затоа што тешките предмети се секогаш на крај, и тоа било исто и во текот на мојот студиум и во таа програма. Обично знаете како па кој ќе дојдете на крај како студент се поразлабавува во смисол немам веќе настава. И тоа е за сите важи ово исто. Значи верувајте, за сите, не е само кај нас. Апсолутно. Стигнавме 4-та или 5-та година и веќе супер не одам на предавање. Ама тоа значи дека имаш повеќе работа дома. Да. Значи драг. Испитите ви се тоа што следи. Да. Тука е оној момент како години гледајќи се многу, меѓутоа на крајот на денот имате производ. Имате титула, имате нешто што можност за многу опции како што кажав на самиот почеток. Да. Јас уживав во разговорот. Ви благодарам, дали мислите дека нешто испуштивме, дали имате нешто да им порачате? Многу има со нас. Така, да, видете. Има многу. Од мој аспект, значи секој нешто сака, треба да се го следи сонот. Да. Сонот е желбата и сонот звучи клише, ќе споменам како Бојана што кажа пред малку. Тоа е она што се стремите и затоа што верувам дека некој ако не го учи она што го сака на крај на ден и нема да биде исполнет со она што го заврши. Имам многу примери во мојата околина, имам такви примери, затоа ви споменав јас. Знаете како се родив па знаев дека ќе бидам. Желбата била таа. И ако да речем има моменти кои ќе кажам пак да се родам, не знам што ќе бидам. Јас така го кажав во еден разговор, нели сите кажуваат, ова ќе бидам, тоа ќе бидам, јас онака како пак да се родам, јас знам дека пак ветерина ќе студирам. Тоа е многу убаво. Значи, тоа е многу убаво. Тоа од мој аспект, така да затоа велам, оној што го сака, навистина треба да го учи. Исто можам да се согласам со професорката. Општо во животот се сметам за многу неодлучна личност. Вагазум во хороскоп, може тоа има некаква врска. Нема никаква врска, уживај. Нема никаква врска. Сите има некаква врска, вага неодлучна, кој ќе речам дека сум неодлучна, а ти вага си. Добро, не се разбирам, не знам. Ама мислам дека нема врска. Ама за ова бев стварно одлучна, значи уште од мала, како што спомнав со моите дома. Знаеа дека ќе бидам јас доктор за животни. Ете, за се друго можам да премислам милион пати, ама за ова знаев дека тоа ќе биде тоа. Така. Ви благодарам и на двете. Јас уживам во разговорот, пак ќе ви кажам. Се надевам дека некој што има, например, афинитет кон биологија, сака животни, колку и клише да звучи, ќе го привлече ова, ќе му даде една нова насока за размислување. И општо мислам дека ветеринарниот факултет е некако недостапен, така ние некако далечен, да речам, и не го размислуваме воопшто. И се надевам дека ова расветли некои моменти и ви посакувам се најдобро. Ви благодарам и на вас и за поканата и се надевам дека бевме барем малку онака да ги насочиме идните студенти нешто да знаат по опипливо што е всушност ветерината и ветеринарната медицина. Ви благодарам. Благодарам.